Проблемот со бездомните куќиња е долгогодишен проблем, не само во Струмица и во Република Северна Македонија, туку насекаде во светот. Општина Струмица е единствена општина со свој сопствен стационар и еве после 10 месеци работа горди сме да кажеме дека имаме третирано 630 бездомни куќиња. Тоа значи дека централното градско подрачје и општина Струмица веќе во централното подрачје се третирани повеќе од 90% од куќињата. Тоа значи дека во наредните 2-3 години се очекува проблемот апсолутно да се реши. Се надеваме дека ќе продолжиме и следната година со населените места во општина Струмица. Но третирањето, хуманото заловување и третирањето на куќињата не значи дека ќе немаме куќиња по улиците, со оглед дека после третманот овие улични куќиња ќе бидат вратени на локациите од каде што се заловени, ако не се лаже. Да. Тоа е законска регулатива, да, по која работат сите прифатилишта во цел свет. Има мал процент на азил центри во кои престојот на куќињата не е ограничен, меѓутоа во принцип, како што кажав, 95% и повеќе работат на принципот залови, стерилизирај, вакцинирај, врати или вдоми. Тоа е најхуманиот третман за куќињата и престојот на куќињата во стационарот е ограничен на 30 дена, што е еден краток период, меѓутоа и доволен за да се заврши третманот и куќињата да бидат понудени за вдомување, кое е и најидеалното решение за сите тие бездомни куќиња. Нема да се реши проблемот ниту брзо, ниту лесно, меѓутоа ние од наша страна еве се трудиме максимално прво да го решиме медицинскиот третман, а исто така да ја подигнеме и јавната свест, што е многу битен фактор за да нема прилив на нови куќиња и на тој начин поефикасно и побрзо да го решиме овој голем проблем. Ова прашање се наметни на локалниот совет за превенција, каде што во ваша изјава истакнавте дека се носат куќиња од други места, од други општини, од други градови во нашава земја. Имате ли цврсти докази за тоа или само обични јавувања и што превземате на ова поле? Како го докажувате дека навистина се носат во Струмица улични куќиња од други места? Цврсти докази немаме, тоа што имавме како доказ веќе е доставено, значи имаме пријава во полицијата. Меѓутоа потврда за тоа дека се носат куќиња од други градови и населени места е фактот дека ние во општина Струмица имавме останато 10 куќиња во август месец. Зборуваме на плоштадот, ако не се лаже. Централно градско подрачје, значи да кажеме општина Струмица. Така. Таа бројка во октомври месец веќе стана 60-70 со возрастни големи единки, што значи дека тие се донесени, не се пораснати, не се од тука. Значи таа миграција постои. Постојат и сведоштва, меѓутоа не се со официјални докази за да можеме да преземеме нешто за тие миграции, за лица што носат од други места и ги истоварат тука сега со изговор дека еве Струмица има стационар, па ќе го реши проблемот полесно и поевтино. Она што ме интересира дека една од девизите и да се вдомат куќињата улични или пак оние кои што се во прифатниот центар или прифатилиштето стационарот. Како стоите на тоа поле? Дали се буди свеста кај струмичани за вдомување на куќиња кои што се во стационар? Да, позитивно сме изненадени од фактот дека за толку краток временски период имаме вдомено изгрижено околу 120-130 куќиња. Да, струмичани се активираат, се ангажираат и сакаат да вдомуваат, меѓутоа приоритет во 2024 година ќе биде баш тоа, уште поголеми кампањи, повеќе информации, подигање на јавна свест, за да се вдомат уште поголем број на куќиња. Мислам дека сте еден од поборниците го кремате гласот да има одговорно сопствеништво пред се на имателите на куќиња. Кој е она што препорачувате вие во таа насока, со оглед дека овие куќиња сепак не се паднати од небо, туку се резултат на човечката негрижа или пак неодговорното сопствеништво?
Законот е јасен, значи секој миленик во Република Северна Македонија треба да биде со микрочип и регистриран во ВИС системот на Агенција за храна и ветеринарство. Меѓутоа, спроведувањето на тој закон се уште оди тешко од голем број причини. Ние од наша страна го мотивираме, информираме тоа и сите кучиња кои што ќе влезат во стационарот се со микрочип, и домените автоматски се микрочипирани и регистрирани со собственикот кој што ќе го вдоми кучето. Пак ќе кажам, одговорно сопствеништво, секој што има куче треба да знае дека тоа куче е негово само ако има доказ дека тоа куче е со микрочип на име на сопственикот. Но и да се грижи предпоставка. И да се грижи за него, и покрај тоа што кучињата имаат микрочипови, ако се фатени на јавна површина, тоа пак е кршење на закон. Значи, ние таквите кучиња ги заловуваме, пријавуваме на инспектор и следуваат казни за неодговорните сопственици. Ако полека го решавате овој проблем со уличните кучиња во Струмице, како урбана заедница, проблемот се оште ви лежи и по населените места. Претпоставам дека сликата таму не е така идеална. Да, значи, полесен дел беше централното градско подрачје, општина Струмица. Поголеми проблеми имаме, да, во населените места, затоа што таму се уште едноставно си ги чуваат кучињата на отворено, мое, не е мое. Меѓутоа, ние активно веќе имаме решено голем дел од проблемот во повеќе населени места и се разбира дека фокусот на нашата програма за 2024 година ќе бидат баш тие населени места.